Оле.82 прашува која намирница е добра замена за благо. Јачменов слад, мед или слад од урма. Оле, за замена за благо и за можеби вештачки засладувачи имам зборувано. Ова конкретно баш интересно што ме праша. Поврзано со тоа кој од овие три е најдобар, јас не би издвојувал најдобар и најлош. Сите три до некаде се добри. Со јачменов слад не бев доволно запознат, али со мед и со урма, односно со слад од урма бев запознат и знам дека се добри, да речеме немаат големи количини на шекер, тоест имаат количини на шекер и се зависи од тоа колку ти ќе ги јадеш. Али пред да одиме со нив, сакам една работа прво да ти стане јасно и она што константно јас го зборувам со луѓе дека барање на замена за шекер, барање за замена за благо не е решението, затоа што решението треба да се гледа и да се размислува кон тоа како да не се појавуваат кризите за благо и да немаме потреби воопшто за шекер, затоа што тие се проблемот. Ти можеби ќе најдеш некоја замена која што е јачменов слад, не знам, ќе бараш слад од урми, мед, стевија, полиоли и така натаму, најразлични типови на засладувачи кои што ќе ти го заменат шекерот и благото, но тоа повторно не ти придонесува за ти да ја тргнеш потребата за благо на прво место. Затоа што потребата за благо е по автоматизам значи дека твоето тело има потреба за брза енергија. Тоа што твоето тело бара брза енергија значи дека страда за хранливи вредности во поголем дел од денот, особено предпладне и во првиот дел од денот. И многу луѓе кои што немаат добра исхрана, кои што можеби прескокнуваат оброци, кога тие оброци се сиромашни со квалитетни продукти, во вториот дел од денот често им се јавуваат кризи, дали за благо, дали за грицки, дали за енергетски пијалоци, за сокови, за тесто, затоа што телото бара брза енергија, а мозокот многу добро препознава каде ја има таа брза енергија. Така да пред се не се фокусира на тоа каде е најдобрата замена за благо и за шекер, туку гледај да си придонесеш со редовност на оброци, појадок, пиење доволно вода, да ги тргнеш потребите и кризите за благо. Така да тоа е број 1, а второ, јас ако извини ги бирам помеѓу овие три продукти, мислам дека би одбрал мед. Затоа што сепак овие сладови, искрено процесите на подготовка не сум доволно запознат у моментов, тоа не значи дека можеби во иднина нема да се смени, но во секој случај кој и од трите да ги избереш, нема да биде проблем, но повторно ти реков што е најголемиот проблем и каде треба да си го бараш решението.